Нашиот следен гостин во утринската програма, својот сон да стане прочуен физичар го започнува уште во средношколските денови во Скопската гимназија Корчагин, а по завршувањето на своето средно образование заменува на студии на електротехничкиот факултет при Универзитетот Стенфорд во САД, со што станува еден од првите македонци кои што дипломирале, магистрирале и докторирале на овој престижен универзитет. Денес има плодна научна кариера на полето на магнетната резонанца и е професор на Институтот за биомедицинско инженерство при Политехничкиот универзитет на Монтреал, Канада, а секој миг од своето слободно време пак го користи своето искуство и знаење да го насочи токму кон Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Токму за овој центар утринава разговараме со професор доктор Никола Стиков. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Да започнеме накратко со вашата лична приказна. Вашето образование во странство го започнувате на свои 16 години. Од тога живеете и се образувате во 5 земји на 3 континенти. Од денешна перспектива, тежок ли беше да се изоди патот од Скопски Корчагин преку Стенфорд, па се до Политехничкиот универзитет во Монтреал, Канада, каде што предавате во моментов, и што е оно што ви инспирираше во физиката најпрвен, а потоа и во областа на инженерството? Од денешна перспектива делува тешко, ама на 16 години, како ви кажа, што знае дете што се 300 кила. Јас сметав дека тоа е една нормална прогресија после многу надпревари, математика, физика, да се испробам во меѓународни рамки. Во целото тоа среќата играше голема улога, затоа што има многу квалификувани луѓе, ете се погоди јас да бидам првиот македонски дипломец на Стенфорд. Физиката беше првобитна инспирација затоа што јас пораснав со научна фантастика. И тука се книгите на Карл Саган, конкретно Контакт, што ме инспирираше, и започнав со студии по физика, токму затоа што читав многу научна фантастика. И сега, за оние кои што не се запознаени, фокусот на вашиот научен интерес е токму магнетната резонанца. Како оваа технологија се применува кај луѓето, на што работите во моментов и кој е вашиот став? Кои се условите за работа во областа на науката во Македонија? Колку нашите научници може да држат темпо со светските трендови? Многу прашања во едно. Ќе почнам прво со магнетната резонанса. Значи, тоа е техника која што има освоено многу Нобелови награди. Така што многу физичари, хемичари и медицинари имаат вложено голема експертиза во развојот на технологијата. Убавото кај магнетна резонанса е што е многу корисна за снимање на делови од телото кај болни луѓе, но исто така се користи кај здрави затоа што не е штетна. Така што јас самиот сум скениран стотици пати и тоа е убавината. Ние го проучуваме и здравиот човечки мозок и мозокот со патологија, со болест. Потенцијалот е да се измерат работи кои досега не било можно да ги измериме. Значи, јас го користам скенерот како алатка за мерење на количеството на миелин во мозокот. Миелинот е тоа што ја прави белата материја во мозокот бела. И кога губиме миелин, имаме проблеми со моторика, со когнитивните способности, а моето истражување е да направиме исти мерења на миелин на неколку различни платформи, на скенерите на GE и на скенерите на Siemens. Токму недостатокот од поврзаност на македонските научници со светските трендови, но и потребата на некој начин да се одолжите на својата земја, за вас представуваше мотивација да креирате неколку проекти преку кои се обидувате да го пренесете вашето знаење тука во Македонија. Еден од нив е Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања, што работи во моментот во составот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а беше промовиран пред неколку месеци, тоа на хибридната конференција во УКИМ во рамки на Денот на науката. Би сакал да ни откриете од каде потекна иницијативата токму за еден ваков центар за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ? Така. Значи, идејата се надоврзува на ова претходно прашање. Колку е можно и тешко да се работи наука во Македонија? Многу. Многу тешко, а се надевам дека ќе биде и можно. Да се работи таков вид на наука, магнетната резонанса по дефиниција е интердисциплинарна. Бара поврзување на инженери, физичари, радиолози, невролози и сите тие заедно се обидуваат да развијат нови технологии. Јас во 2009, кога го завршив докторатот, се обидов самиот да донесам истражувања од областа на магнетна резонанса тука во Македонија, меѓутоа сплет на околности не успеав. И кога реков втор пат ќе се обидам, сега веќе како професор на универзитет, со тоа што на англиски се нарекува tenure, значи постојана работа, реков дека ќе се обидам да го направам тоа преку група на луѓе. Таа група се роди во пандемијата, се нарекува Сиеста, и тоа е група од околу 300 македонски научници,
научници родом од Македонија, кои работат на светски универзитети. За среќа, проректорите за наука и за меѓународна соработка на УКИМ го препознаа потенцијалот на оваа група и предложија да се самоорганизираме во еден центар кој што ќе ни овозможи тие научници во странство да имаат афилијација со УКИМ. А бидејќи е еден центар што обединува многу полиња, по самата природа, по дефиниција што велиме, е интердисциплинарен. Така што, ете, од таму се роди таа идеја. Во пандемијата се дружевме доста редовно, секоја недела имавме средби, а од пред неколку месеци имаме и институционална поддршка и поврзаност со УКИМ. Да, добро и да се знае дека барем нешто продуктивно излекло од целава оваа ситуација со пандемијата. Во едно ваше интервју ќе кажете дека Македонија е место во кое што има одлична локална наука, но само од време на време отскокнува и наоѓа простор во светските текови. Имајќи го предвид недостатокот од поврзаност на македонските научници со светските текови, која е основната мисија и цел на самиот Центар за напредни интердисциплинарни истражувања на УКИМ? Значи, точно така, ние сме мала земја со џебови на добра наука. И тоа е нормално. Мислам, ние не можеме да бидеме добри во секое поле на науката. Ние мораме да ги бираме приоритетите. Ако буџетот за наука е минимален, а тој треба да се искористи на најдобар можен начин за да се промовираат одредени научни приоритети на државата. И сметам дека приоритетите треба да бидат таму каде што веќе имаме етаблирани научници кои што во светски рамки покажуваат резултати. Така што тој начин на развивање на науката во склоп на центарот треба да биде поврзување на истакнатите наши научници од странство со оние научници од Македонија кои што веќе се докажале и имаат потенцијал да продолжат со соработки. Науката не може да биде локална, науката мора да биде меѓународна, колаборативна, глобална и ние не можеме да работиме наука од нашата научна бара. Мораме да се поврземе со светските текови. И сега долги години действувате вон институционално на полето на науката. Овој пат се чини Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ нуди можност македонските научници од цел свет да се обидат да бидат партнери на некаква институција во Македонија, односно институција како што е УКИМ. Би сакал во оваа пригода да го споменеме и тимот кој што работи во самиот центар. Така. Значи станува збор за една група од 7 луѓе кои што се во бордот на центарот. И тука имаме научници од NYU универзитетот, од универзитетот Гент. Меѓутоа, уште поважно, ние наскоро ќе имаме 4 нови афилијати и на тој начин нема да биде веќе само бордот. Туку ќе биде една група на луѓе од неколку континенти, од Европа, од Блискиот Исток, од Америка, кои што ќе имаат своја улога во тој центар, за да можеме полека да ги дистрибуираме обврските. Во склопот на центарот нормално имаме представници и од УКИМ, како и од МАНУ, и во тој екосистем се надеваме дека ќе успееме да афилираме многу наши студенти, да овозможиме тие студенти да имаат ментори од странство, да одат во странство за да можат да се дообразуваат и најважно од се, секогаш да имаат начин да се вратат тука и да продолжат со своите истражувања. Да, и секако сето знаење стекнато надвор да го пренесат токму и дома. На кој начин Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ќе обезбеди поврзаност на македонските научници со УКИМ и каков е интересот од македонските научници кои што работат во разни делови од светот, своето знаење и вештини да ги пренесат токму преку конкретни проекти и идеи, како на своите колеги, така и на студентите во Македонија? Значи, во овој случај идеите ќе одат во две насоки. Едната е за нас како научници од странство, да имаме начин да се поврземе со научници тука, да регрутираме студенти од тука, со надеж дека нормално тие нема да заминат, туку ќе продолжат да работат со истражувања тука. Меѓутоа, ситуацијата треба да биде вин-вин. Јас се надевам дека и наши студенти ќе ја препознаат можноста да се поврзат со нас. Убавината на овој вид на соработка е што странските научници ќе добијат афилијација со УКИМ. И токму оваа недела излегува првиот труд на кој што јас сум автор, со афилијација на овој Центар за напредни интердисциплинарни истражувања и мислам дека тоа ќе помогне и да се дигне рейтингот на УКИМ, затоа што ќе имаме реномирани научници кои што ќе ја ставаат афилијацијата со УКИМ и ќе продолжуваат да работат со научници од УКИМ. И сега со оглед на тоа што имате богато меѓународно искуство, познавате ли успешни приказни на млади научници од Македонија кои што работат во странство, а дел од нив се вратиле тука и тука решиле да градат својата професионална кариера? Значи, да почнам од лични примери, анекдоти, па потоа ќе прошириме. Прво, јас се доживувам како некој кој што никогаш нема заминато. Од минатите 20 години јас некаде 7-8 имам минато во Македонија. Мојот прв доктор на науки, Томи Бошковски,
докторираше во Монтреал, во моментов живее во Македонија. Сега, границите се по-тенки. Ние можеме да живееме тука, да работиме во странство. И мислам дека тоа отвара еден голем видик за сите наши луѓе, дека не сме ограничени од овие 25.000 квадратни километри. Така што станува се помалку и помалку важно каде физички живееме, а многу е поважно каде работиме, со кого работиме и нормално каде ја градиме кариерата и од каде доаѓаат парите. Така што мислам дека има тука модели кои што посебно пандемијата ги отвори, каде што луѓето се повеќе ќе одлучуваат да живеат таму каде што им е убаво, а ќе работат таму каде што има повеќе професионални можности. И тука го гледам потенцијалот за наши луѓе што ќе живеат во Македонија. Сега Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ е основан. Прашањето е како понатаму, како овој центар да обезбеди светски услови за сите оние кои што сакаат да работат наука во Македонија? Прашањето како понатаму секогаш подразбира што правиме со пари. И не очекуваме дека државата е таа која што треба да не поддржи. Напротив, мислам, научниците во склоп на овој центар се добро финансирани, менаџираат со милионски суми и со големи лаборатории. Ние се надеваме дека на почетокот секој од нас може да придонесе во тренирање на студенти, плаќање на трошоците за тие да може да дојдат и да работат со нас и нормално финансирање на ситни проекти тука. Долгорочно се надеваме дека тоа ќе резултира со меѓународни грантови. Значи сите ние да придонесеме во апликации од европски фондови, странски, американски фондови, кои ќе овозможат размена на идеи, размена на персонал и се надеваме повеќе пари за финансирање на науката во Македонија. Да, финансиските средства некако секогаш се во фокусот. Замислено е самиот центар да биде мобилен дел на УКИМ и истовремено да има и академска слобода. Што тоа значи? Начинот на кој што го формиравме центарот беше секогаш странците да го имаат последниот збор. Не затоа што сме попаметни, туку затоа да овозможиме еден континуитет. И доколку има промена во структурите на УКИМ, сепак странците да можат да го водат тој центар така како што мислат. Во поглед на својот статут, центарот е на ниво на факултет. Убавото е што ќе имаме еден демократски начин на владење, со многу голема слобода да се предлагаат нови идеи и да се развиваат иницијативи што ќе бидат создадени од самите научници. Така што центарот ќе биде толку моќен колку што ќе бидат ангажирани афилираните научници. Да. Се надеваме дека секој од нив ќе донесе своја иницијатива, свој придонес во нешто што е уникатно и ним драго. И сега, уште една важна карактеристика на самиот центар е што ќе им овозможи интердисциплинарност, која со години им е неопходна како на студентите, така и на професорите на УКИМ. Колку интердисциплинарност е застапена, но и прифатена како модел на соработка и научни истражувања во Македонија? Кој е вашиот став? Значи, имајќи искуство на Финки како визитинг професор неколку години, знам дека кај нас факултетите се во тоа што го велиме силоси. Тешка е соработката меѓу факултетите, ригидна е структурата. Кога еден професор држи еден предмет, го држи тој предмет со години. За разлика од моите искуства, каде што јас имам предавано десетици предмети и на Стенфорд и сега на Универзитетот на Монтреал. Така што интересите ни се менуваат, како што се менуваат интересите, наоѓаме нови соработници. Таа флуидност што ја имаат северноамериканските универзитети, сакаме да ја пренесеме тука на УКИМ. Постојат нормално институти што се интердисциплинарни, ние не измислуваме топла вода, меѓутоа нашиот центар во самото име има интердисциплинарност, а и мојата струка е комбинација на инженерство, физика, биологија, така што се надевам дека ќе имаме што повеќе такви профили кои што можат да обединат различни научници од различни области во еден интердисциплинарен проект. Науката е интердисциплинарна во моментов. Да, тоа е на крајот на криштата. И сега од крајот на минатата година започна и промоцијата на самиот центар во пошироката јавност. Какви се реакциите, како истиот е прифатен меѓу академската фила и меѓу оние на кои што се однесува, но и секако кои се следните приоритети на самиот центар во наредниот период? Нормално има многу ентузијазам и многу скепса. И тоа е секогаш така кога се создава нешто ново. Убавото е што имаме голема поддршка од универзитетот и голема поддршка од овие 300 научници кои што се афилирани на таа Сиеста мейлинг листа.
Во моментот дознаваме колку уште научници доаѓаат затоа што слушнале за центарот и сакаат да бидат дел од сето ова. Така што има една позитивна енергија. Нормално позитивната енергија не е доволна, затоа и имаме веќе научни трудови со наша афилијација, идеи за следни проекти, за следна соработка и се надевам дека сето тоа во следните неколку месеци ќе кулминира со еден настан што ќе го организираме тука во државата. Да, времето полека но сигурно не гази, со оглед на тоа само уште едно кусо прашање на самиот крај. Вие сте и основач на проектот Наука за деца. Изминатиот викенд во Скопје се одржа првата конференција на тема популаризација на науката кај децата, насловена од атом до штрафче, наука за секое главче. Која е целта на овој проект и кои се вашите впечатоци по одржаната научна конференција, од која што можеме да погледнеме и фотографии во моментот? Значи, нашата фондација се вика Кантарот. Ја основавме за да можеме да ги поддржиме двете иницијативи: Сиеста, за која веќе ви кажав, и Наука за деца, што сметам дека е еден придонес на научниците кон популаризација на научната писменост. 2 години работиме под радар, создадовме многу научни видеа што ги користат учениците во предметна настава, а ова беше наше отварање кон јавноста. Значи, прв пат организиравме конференција за деца, беа возбудени, тие не знаат што е конференција, одговараа на различни прашања од научници, си направија холограм, работеа со магнети, и во склоп на конференцијата имавме и неколку научни панели за иднината на образованието и како технологијата ќе помогне во тоа. Многу наши научници дојдоа, некои од нив патуваа само 2 дена за да бидат на оваа конференција, дел ни се придружија онлайн и мислам дека ова ја покажува желбата на нашите научници да придонесат во популаризација на науката, во подигнување на научната писменост од мали нозе, затоа што старите велат се учи теле, а не вол. Добро, професор Стиков, благодарам за одвоеното време во секој случај за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Ви посакувам многу успех, особено со Центарот за научни интердисциплинарни истражувања на УКИМ. Интересна и оваа тема со научната конференција, односно наука за деца, но за тоа секако во следна прилика. Ќе се видиме ние повторно. Благодарам за гостувањето.